Ајде да си замислиме дека сме истражувачи на некоја сосема непозната територија. Само што, наместо мапа и компас, нашата територија е дигитална мрежа, а нашиот најдобар, најверен алат е Nmap. Денес ќе се нурнеме во тоа како токму Nmap ни помага да ги пронајдеме сите оние скриени активни уреди во овој огромен дигитален свет. Добро, еве ја накратко мапата за нашето денешно патување. Прво, ќе дефинираме што е нашата мисија и ќе се запознаеме со Nmap. Потоа, ќе го научиме на клучно правило за извидување пред да почнеме да истражуваме нашата, така да кажам, локална територија и да погледнеме малку подалеку, кон хоризонтот. И на крај, секако, ќе го составиме прирачникот за секој добар истражувач. Секој истражувач, нели, има потреба од некој доверлив алат. Епа за нас, тоа е токму Nmap. Ајде да видиме што точно представува и со што е толку важен. Пред воопшто да почнеме со некакво мапирање, мора да си го поставиме она основно прашање. Како воопшто да се започне кога мрежата е целосно непозната? Када всушност се кријат уредите што ги бараме? Па, одговорот лежи токму во Nmap. Создаден од Гордон Лајон, Nmap е како швајцарски нож за секој мрежен истражувач. Неговата флексибилност и моќ го прават апсолутно незаменив алат за мапирање мрежи и за откривање на активни уреди. Гледате, Nmap работи во неколку фази. Почнува од набројување на цели, па се до пишување на извештај. Но денес ние ќе се фокусираме на еден од најважните први чекори, а тоа е фазата број 2 – откривањето на активни хостови. Ама, зошто е толку клучно прво да ги најдеме активните уреди? Ајде да го разгледаме тоа прво правило на секое добро извидување. Се сведува на ефикасност и на прикриеност. Замислете си дека барате некого во некоја огромна празна зграда. Сигурно нема да одите и да тропате на секоја врата, нели? Епа истото важи и овде. Сакаме да ги трошиме нашето време и ресурси само на уредите кои се всушност онлайн. Предизвикот лежи во тоа што не се сите мрежи исти. Техниката што ја користиме за да најдеме уреди во нашата соба, односно во локалната мрежа, едноставно нема да функционира кога се обидуваме да најдеме некој на другиот крај на светот, преку интернет. Тукму затоа ни се потребни различни стратегии. Во ред, да го започнеме нашето патување со истражување на непосредната околина, она што го нарекуваме локална подмрежа. Наједноставниот начин да ги најдеме нашите соседи на локалната мрежа е преку така наречениот ARP, или протоколот за резолуција на адреси. Тоа е буквално како да викнеме на цел глас: "Еј, која има оваа IP адреса?" и да чекаме некој да ни одговори. Важно е да се запамти дека ова функционира само во нашата непосредна локална околина. Командата што ја користиме е прилично едноставна. Опцијата -PR му вели на Nmap да користи само ARP, додека -SN го спречува да продолжи со скенирање на порти што не интересира во моментов. Нашата цел е само да откриеме кој е присутен и ништо повеќе. А сега, ајде да цирнеме што се случува зад сцената. Ова е приказ од Wireshark, алатка што ни дозволува да го видиме мрежниот сообраќај во живо. И јасно се гледа како Nmap испраќа барања до сите можни адреси, прашувајќи одново и одново кој ја има оваа IP адреса. Интересно е што ако споредиме сообраќајот на Nmap со оној на некој друг алат, како на пример ArpScan, ќе видиме дека е речиси идентичен. И двата работат на истиот основен принцип. Испраќаат ARP барања за да ги откријат локалните уреди. Добро, откако ја истраживме нашата непосредна околина, време е да погледнеме малку подалеку, кон хоризонтот. Како ги наоѓаме уредите на далечни мрежи, каде што ARP е сосема бескорисен? Тука работите стануваат малку покомплицирани. Често пати, на патот ни стојат заштитни ѕидови или firewall, кои може да блокират одредени типови на барања. Токму затоа, еден добар истражувач мора да има повеќе алатки на располагање. За среќа, Nmap доаѓа и повеќе од подготвен. Например, ако класичниот пинг, оној со опцијата -P, е блокиран, можеме да пробаме нешто малку поинако. Барањето за временски печат, или -P, е помалку познато, па постои поголема шанса заштитниот зид да го пропушти и сепак да добиеме некаков одговор. И еве една клучна лекција за секој истражувач. Не секоја техника функционира секогаш. Овде гледаме совршен пример каде ова скенирање не дава апсолутно никакви резултати
иако знаеме дека има активни уреди. Ова само ја потврдува потребата да бидеме флексибилни и секогаш да имаме повеќе пристапи. Друг пристап е да ги користиме протоколите за транспорт, односно TCP и UDP. Идејата е да испратиме многу специфични пакети и да видиме дали ќе предизвикаме некаква реакција. Например, со SYN ping ние всушност се обидуваме да започнеме разговор. Со ACK ping праќаме некој неочекуван одговор за да видиме дали некој ќе се збуни, а со UDP ping се надеваме дека ќе добиеме порака за грешка. Значи, каков било одговор е доказ дека некој е таму. Еве како изгледа тој TCP/ACK пинг во пракса. Гледаме како Nmap испраќа пакети со ACK знаменце кон портата 80 на сите цели. И дури и ако одговорот е грешка, како на пример ресетирање на конексијата, тоа е повеќе од доволен доказ за нас дека на другата страна има активен уред. Па добро, како Nmap интелигентно ги комбинира сите овие различни техники во една победничка стратегија? Убавината на Nmap е токму во неговата интелигенција. Тој автоматски ја прилагодува својата стратегија. Во зависност од тоа дали имаме администраторски привилегии и дали целта е локална или далечна, Nmap сосема сам го избира најдобриот, најефикасен пристап за да ја заврши работата. Овде имаме еден вид на резуме, мал подсетник на сите алатки за откривање што ги поминавме. Ова е навистина корисна референца за секој мрежен истражувач со сите команди што може да се употребат за различните типови на скенирање. И на крајот на денот, целиот процес на откривање на хостови се сведува на овој единствен, но многу моќен принцип. Без разлика дали е тоа ARP одговор, ICMP ехо, TCP ресетирање или UDP грешка, секој, ама баш секој знак на живот потврдува дека целта е активна, но мора да запомниме, наоѓањето на активните уреди е само почеток. Ги најдовме вратите. Сега вистинското прашање е, што се крие зад нив? Истражувањето на сервисите, верзиите и ранливостите? Тоа е следната и можеби уште повозбудлива фаза од нашата експедиција.